Веќе 2 дена во аптеките во земјава може да се најде масло од канабис. По неговата легализација за употреба во медицински цели, најпрво пуштен во употреба е масло со ниски концентрации од 5 и 7% и се продава без рецепт. До крајот на месецот треба да се појави во друга форма со повисоки концентрации, кои ќе се продаваат само со рецепт од доктор-специјалист. Моментално во аптеките може да дојдете до маслото од канабис, тоа е растворено масло, во маслиново масло мислам дека е растворено, 2 форми има, во слободна продажба, што оди без рецепт, значи 5% и 7% масло од канабис. Инаку скоро треба да се донесат и другите форми, како таблети, како во инхалаторна форма најверојатно ќе дојде канабисот. Во Македонија тие форми како што треба мора да одат со со рецептура, пошто имаат поголема концентрација на канабиноиди во својот состав и ќе одат само на лекарски рецепт со препорака на специјалиста, од одредената област, најверојатно невролозите имаат широка примена во употребата на овие канабиноиди. Дејството на маслото од канабис во многобројните направени студии докажано е дека делотворно делува при ублажување на хронични и долготрајни болки, помага во лечење на мултиплекс склероза, но во последна развојна фаза делотворно делува и врз лечењето на ракот и за време на хемотерапија. Постојат докази дека помага и при епилепсија. Докажано дека канабисот ја намалува болката и затоа многу често се користи посебно кај пациентите со хроницитет. Многу често изразено е кај мултиплата склероза и тоа во последната фаза. Медицински се употребува. Затоа би нагласила да биде тоа во консултација со одредениот ординирачки специјалиста, невролог, доктор, затоа што не е убаво да се користи од почеток и било кога и за било каква болка. Исто така кај онколошките пациенти, односно пациентите заболени од рак. Многу често се користи кај метастатските пациенти што имаат големи болки, исто така и кај пациентите каде што е применета хемотерапијата, затоа што едни од ефектите на канабисот представува и намалување на чувството на гадење, на повраќање, што се ова како пропратен несакан ефект од онколошката терапија. Примената на маслото од канабис е многу широка во медицински рамки, но лекарите предупредуваат дека овој лек би бил последен на листата за употреба и тоа краткорочно за да не дојде до зависност. Следниот период треба да започнат едукациите на лекарите во земјава за точно да се запознаат со благотворните, но и негативностите кои можат да се јават од неговата употреба.